сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на 99%. Емисија во која се обидуваме да ги чуеме граѓанските ставови по прашања кои што се важни за нашето секојдневие. Верувам дека и за ова издание на 99% ви подготвивме една исклучително интересна тема, бидејќи се работи за тема која што ги опаѓа оние младите кои што се наша иднина, кои што се иднина на градот и кои што утре ќе треба да не поведат некаде каде што оваа држава заслужува да биде. Зборуваме за тоа дали македонското високо образование создава навистински академски граѓани или пак се тоа само армија за окружувачи. На оваа тема денес ќе дебатираме со професор доктор Ирина Петровска од Факултетот за туризам и гостителство од Охрид, кои што благодарение на болонјскиот процес има можност да студираат во странство. Тоа се Фросина Климовска и Игор Симеонов. Добре дојдовте во телевизијата Ема најпрво. Добре вечер. Непресушна тема се чини образованието, посебно високото, посебно со се она што изминативе години се случува во него. А она што како прашање всушност и тема на денешнава дебата, дали навистина нашето високо образование создава академски граѓани или пак се тоа само студенти кои што ќе си заокружат по некои одговори ќе успеат да поминат, тоа ќе оставиме некако за на крај, иако во низ останатите прашања ќе се обидеме на некој посуптилен начин да дадеме некој конечен одговор на тоа. За почеток една мала хронологија, професорке, ќе започнам со вас. Какво беше чувството, ако не кај вас, барем кај вашите колеги во онаа 2003 година, кога Македонија официјално започна да го имплементира болонјскиот процес, со кој што со самото потпишување на таа декларација всушност од корен се смена македонското високо образование? Точно. Болонската декларација која се потпиша 1999 година на Универзитетот во Болонја во Шпанија, потписнички беа поголем број европски земји, министри за високо образование на тие европски земји, подоцна се приклучи Република Македонија, иако не беше членка на Европска унија, но секогаш со цел да се приклониме што поблиску во секој поглед кон големата европска фамилија и македонското високо образование се приклучи кон имплементација на Болонската декларација. Што значи Болонската декларација? Тоа значи еден документ кон кој се повикуваат сите универзитети на сите овие европски земји, за да постои еден вид унифицирање на образованието на идните студенти на прв циклус, на втор циклус и на трет циклус, со тоа што ќе можат тие дипломи да се признаваат на пазарот на трудот низ поголемиот број европски држави. И во Република Македонија започна примената со тоа што ќе бидам искрена. Верувам дека и поголемиот мои колеги наидовме на една голема врата која требаше да ја отвориме и повторно да учиме. Ја применувавме пополека, но сигурно и резултатите дадоа навистина прекрасни. Самите резултати доведоа до тоа студентите да се приклонат кон овој начин на образование, со тоа што се разбира има и позитивни и негативни страни. Така. Што представува ЕКТС системот или онај европски кредит трансфер систем? Што студентите добиваат од него или што би требало да добиваат? Европски кредит трансфер систем представува збир на кредити. Тие кредити се одредуваат во рамките на секој универзитет посебно, според важноста на предметите кои се слушаат. Тие кредити постојат за прв циклус на студии, за втор циклус на студии и за трет циклус на студии. На првиот циклус на студии постојат задолжителни предмети кои носат поголем број на кредити, а исто така има изборни предмети кои носат подруг систем на кредити, но нивниот збир треба да се одзвествува и да биде паралелен се до вкупниот број на кредити која ќе се заокружи првиот циклус на студии. На некои универзитети тоа се 3 години, на некои се 4 години. Околу 180 кредити потребни се за првиот циклус, додека за мастер,
вториот циклус на студии, од 80 до 120 кредити, за третиот циклус на студии за докторски. На повеќето универзитети тие кредити и не се така стриктно определени. Кредитите значат внесување на редовно, тие се добиваат на крај од кога студентот, како редовен студент, ќе ги ислужа предавањата, ќе ги исполни сите задолжителни активности, бидејќи токму според болонскиот процес не е доволно само доаѓање редовно на настава, но потребни се и други дополнителни активности, како што се презентирање, правење на проект, на семинарски трудови, активно учество на часот, одење на теренско истражување, новитети кои се внесуваат од страната на самите студенти, дури и мобилност на студентите на други универзитети. Тоа и то како се признава и се даваат поголем број на кредити, а сето тоа во согласно со Болонската декларација, студентите што повеќе да комуницираат меѓу себе. Ја слушнавте професорката, што од ова кое таа го наброја, иако подолга беше листата, до сега успеавте да искусите во вашиот студентски живот? Што од сето ова кое беше набројано вие навистина добивте? Ние бидејќи сме првата генерација на студенти, откако професор Катерина е Еразмус координатор на нашиот факултет, бевме првите кои заминавме и искористивме шансата за да бидеме дел од Еразмус програмата. Како што и професорката кажа, преку Еразмус програмата ние добиваме шанса, одбирајќи предмети компатибилни со оние кои требаме да ги слушаме додека сме таму на престој, да ги полагаме тие истите да ни бидат признаени во целост во нашиот факултет. Значи се бара предмет кој ќе соодветствува, кој ќе биде најсличен по предмет на изучување и потоа ќе биде признат во нашиот факултет. Шансите за нас како студенти, не само како академско унапредување и подобрување на нашите вештини, исто така како личности имаме шанса да запознаеме многу други пријатели, шансата за искусување на друга култура. Игор? Во главно се согласувам со колешката и со професорката Ирина. Морам да признам дека овој болонски систем, по моје мислење, е далеку поквалитетен и подобар во голем број аспекти од преходниот систем на образование. Како што спомена професорката, значи голем број на семинарски, проектни задачи и морам да потенцирам активното учество на предавањата кои што беше од исклучителна важност, барем при мојот престој значи во Хрватска, беше од круцијално значење за добивање, да кажеме, на оценка, на подобра оценка, но сепак целокупно сума сумарум тоа е едно искуство кое што секој студент би, ако не облигаторно, барем би можел еднаш барем во животот да го искуси, да види како е да престоја надвор од својата држава и надвор од своето секојдневие. Професорке, можеби некој таму во таа 2003 година, ставајќи го потписот на Болонската декларација, помислил дека тука работата е завршена, меѓутоа се чини дека не е така. Во 13 години подоцна се уште зборуваме за некои измени, дополнувања, надградби на самиот процес или барем начинот на кој што тој во нашата држава се имплементира. Докаде сме? Одиме напред. Морам да кажам, одиме напред, но тешко е. Ке ви кажам една работа. Јас бев школувана на сосем друг начин. Живеев во периодот на бившата социјалистичка федеративна Република Југославија. Македонија беше социјалистичка република, имавме социјалистички систем, образованието беше поинакво. Тоа значи дека ние немавме, можеби на некој од потешките факултети, на медицинскиот, можеби и тогаш постоја колоквиуми, не ме држите за збор, но постоеше да се слушаат предмети 2 семестри. Без постојање на никакви колоквиумски недели, значи немавме поделба на материјалот. Ние моравме да слушаме редовно 2 семестри предмет и потоа во јуни, единствената сесија беше јуни и септември, кога можевме да ги полагаме тие испити. Значи, замислете го тој материјал кој требаше ние да го учиме цела година и потоа да се јавиме обавезно, усмено, писмено и усмено.
Болонскиот процес сега не налага во поголемиот број на случаи предмети, предпоставувам и на други предмети, например, кај мене, иако се работи за јазик, облигаторно не е полагање на устниот дел на испитот. За мене тоа е чудно. Но знаете, ние се усогласуваме и се приклонуваме кон европските стандарди. И сакаме на студентите да им го олесниме студирањето, за да можат полесно тие да добијат пристап дипломи кои ќе можат да бидат признаени не само во Република Македонија, туку и надвор од неа. Тоа значи дека ни престојува уште голема работа во поглед на тоа што во самава Република различни универзитети различно ја толкуваат Болонската декларација. Знаете, на нашиот универзитет секој професор има академска слобода да ја организира наставата според најдобриот начин како што тој смета. Сме го избрале тој професор, докажал дека вреди да се даде таа академска слобода. Еве, ќе ви кажам од себе си. Јас имам право да организирам колоквиумска недела, да им дадам право на студентите да полагаат. Првиот колоквиум, ако го положат, слободно продолжуваат втор колоквиум. Со тоа што, ако го паднат првиот колоквиум, тие имаат право, според правилникот на нашиот факултет, да се јават на поправен колоквиум. Некои професори им го скратуваат тоа право, сметајки дека нема потреба, дека сепак доволно еднаш да се оди. Вториот колоквиум, ако се положи, ако се во ретие, се ослободуваат од испит, тие што ќе паднат, одат на испит. Са некои студенти бараат само вториот дел да го полагаат. Јас сметам дека тоа не е во ред, тоа е сепак моје право. Јас им кажувам, ако не сте успеале до крајот на вториот колоквиум да го совладате материјалот, ќе си дојдете на цел испит. На медицинскиот факултет сум чула дека се полагаат колоквиуми, но студентите не се ослободуваат од испит. Всушност, колоквиумот им е само влезна врата за да влезат на испит. Тоа е уште сосема друга ситуација. Мојата цел е да ви кажам дека и меѓу самите нас професори имаме слобода болонските постулати да ги презентираме или да ги усвојуваме на наш начин како што ние сметаме. Тука имаме сепак некоја демократска слобода. Колку е реалност она што предполага Европскиот кредит трансфер систем, да она кое што сте го студирале овде или пак сте го студирале во странство, да ви биде признаено ако, утре се одлучите да студирате на некој друг факултет, било тоа да е овде или надвор во земјава? Видете, како што кажав претходно, значи предметите полагани на друг универзитет се признаваат нас во целост, со исклучок на оние предмети кои се стручни предмети. Во мојот случај, предметите кои ми беа во семестарот додека бев во Полска, немаше можност да ми бидат признати со тоа што ќе треба да ги полагам накнадно. Но реално да, бидејќи со Болонската декларација ние добиваме шанса откако ќе ги завршиме студиите тука во Македонија, без сите тие бирократски процедури, нострификација на дипломи, да го продолжиме нашето образование некаде во Европа и со тоа секако да ни се отворат шансите за поголем успех. Така, Игор, колку за тебе беше реалност? И двајцата споменавте дека имате искуство, Фросина во Полска, ти во Хрватска. Колку за тебе беше реалност тоа да она што си успел да го положиш условно тука на нашиот факултет, да можеш да го надградиш таму и да продолжиш каде што си застанал? Видете, ние ги избираме предметите да бидат, како што кажа и мојата колешка Фросина, да бидат компактибилни со предметите во Охрид. Тоа нормално придонесува за сама надградба на постоечките знаења од Охрид, да ги надградиме на еден, да кажем, малку подруг систем на образование кој што е малку, морам да признам, понапред од нашиот целокупен образовен систем на национално ниво. И сепак можам да кажам дека во голем процент, значи како позитивно искуство се надградуваат и вештините, искуствата, стручните знаења пред се, бидејќи јас бев на стручни студии. Ипак се доаѓа до доста голема надградба на постоечките знаења. Професорке, ако ова што го говорат нашите студенти е точно, тогаш и
во насока на тоа колку успешно се спроведува тој европски кредит трансфер систем, колку самото тоа придонесува да нашите дипломи или знаењата кои што тие тука ги стекнуваат добијат некое европско признание. Помогна ли тоа во процесот на она што Македонија со години наназад се обидуваше да го постигне, а тоа е да нашите студенти имаат подеднаква можност утре ако ја напуштат државата да се вработат некаде во европските земји? Се разбира нашата цел, не само како факултет за туризам и угостителство, туку и на универзитетот, општо на сите универзитети на ниво на високо образование, целта на Болонската декларација и нејзината примена за која ние постојано ја усовршуваме, учиме, ја имплементираме студентите кои ќе добијат таа диплома, за која што од позади за самата диплома има и дообјаснување за секој предмет, оценката, како се постигнала, со какви активности, не е тоа само обична диплома. Секој кој што ќе добие таа диплома и кога студентот со таа диплома ќе аплицира било каде во Европа на европските универзитети, има целосна дообјаснување во детали за предметите, за наставната програма и како студентот ги студирал во текот на првиот циклус на студии, ако веќе се запишува на втор циклус на студии. Исто така треба да се спомне фактот дека Фросина во Полска слушаше настава на англиски јазик. Тоа е многу важен момент. Тоа значи дека сепак, за да можеме да тропнеме на било која врата во Европа на универзитетот, на било кој универзитет студентите треба добро да ги владеат странските јазици. Игор имаше малку полесна улога да ја слуша наставата на хрватски јазик, иако имаше потешкоти и малку и со хрватскиот, претпоставувам во последно време и тоа е прилично изменат. И тоа има примеси од англиски, така. Не би рекла, обратно. Хрватите се нација која строго се држи за корените на хрватскиот јазик и тешко внесуваат заемки, позајмици од други јазици. Например, ние имаме збор компјутер, тоа е заемка во нашиот јазик. Како се вика на хрватски, кажи? Рачунал. Значи не сакаат воопшто да внесуваат нови зборови. И затоа на студентите кои одат на мобилност им е малку потешко кога слушаат на хрватски јазик. Добро, ајде тука предлагам да направиме една кратка пауза за реклами, да се одмориме, па потоа ќе продолжиме нашиот разговор. www.steeringtrade.com.mk Нудиме широк асортиман на квалитетни сертифицирани резервни делови по најповолни цени, со дополнителни 10% попуст за сите веб порачки. Вршиме комплетно опремување на автосервиси со апарати од германско и италијанско производство, цена по договор. И секако, ви ги нудиме најдобрите моторни именувачки масла Пенасол, произведени во Германија. steeringtrade.com.mk Имате суви црвени очи, ве печат очите, носите леки, очите често ви се воспалуваат. Имаме решение. Капките Макулин Фреш на Diet Farm, иновативен производ со врвен квалитет, нежно ги навлажнуваат очите и облажуваат иритацијата. На вашите очи им е потребна најдобрата нега. Капки Макулин Фреш на Diet Farm, бидејќи телото го препознава најдоброто. Бако акција. Бадем печен и непечен 780 денари, лешник печен и солен 795 денари, урма без коска 285 денари, урма со коска 199 денари, семка крупна печена 259 денари. Вкус кој не се заборава. Секогаш можеш да направиш супа, но можеш ли да предизвикаш воодушевување? Да се препуштиш на моментот? Да ја вкусиш љубовта. Направи супа, создади чувство, подравка. Природната и органска храна е основата на здравиот начин на живење. Биокосмос Македонија со повеќе од 10 години искуство во производството и трговијата со природна и органска храна во служба на вашето здравје. Од широката палета на производи, Биокосмос ви ги нуди безглутенските и макробиотски производи, супер храната, жита и семиња, мусли и снегулки, тестенини, закуски,
суплементи и козметика. Внимателно избрано, квалитетно и здраво. Биокосмос. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во мини базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имате здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, Фризерско студио Анита. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Ние сме 99%. Почитувани еве неповторно назад во студиото на телевизија ТВМ за оние од вас кои сега се вклучуваат на нашата програма. Денес во 99% дискутираме за тоа дали нашето македонско високо образование навистина создава академски граѓани или пак само армија за окружувачи. На оваа интересна тема денес дискутираме со професор доктор Ирина Петровска од Факултетот за туризам и гостителство и двајцата студенти Фросина Климовска и Игор Симеонов. Да го продолжиме разговорот на каде што застанавме. Која е разликата помеѓу нашето средно и високо образование? Ако некој објективен наблюдувач стои настрана, можеби тоа што студентот и средношколецот и двајцата треба да дигнат два прсти во еден дел од денот и за да заработат плуска или поени кај професорот, навистина е слично само по себе. Не е слично. Не е слично затоа што сметам дека на студиите, студентите доаѓаат како веќе созреани личности, свесни дека со самото кревање на два прсти на часот, за да добијат поени за активност, кои на крај се собираат и се определува оценката која ги носи всушност и кредитите, свесно тоа го прават и имаат поголема почит кон професорите отколку учениците во средното образование. Одамна тоа било, јас имам деца кои учеле во средно образование и кај нив, посебно додека ги пратев моите деца во текот на средното образование, чувствував дека постои разлика во нивниот однос како средношколци кон професорите и она што јас можев да го споредам како професор кон моите студенти на час. И сметам дека во текот на студиите, студентите, бидејќи знаат на крај дека зависат на некој начин, зависат сепак од професорот и од одлуката на професорот, дали ќе му скрати 2 поени за активност на час или не, дали ќе одлучи за 8 или 9, сепак тоа е субјективна одлука на професорот, а тоа особено допринесува кога професорот размислува за таа одлука, а каков беше студентот на час. Нели? Сметам дека во средното образование децата уште се развиваат, средношколците се во тој период на оформување на личноста и почести се инциденти, непочитување на професори, она негативна страна на учениците, но се разбира има ученици кои се пример во класот, кои доследно учат и кои едноставно си го следат домашното воспитание, кои им го дале родителите. Тука голема улога играат и родителите, мора да се каже. Како беше формулата за да се помине еден испит
низ колоквиумите? Како беше, 51% или 60%? Секој колоквиум треба да биде положен со 51% од материјалот да биде положен, за да може да продолжи кандидатот, студентот на втор колоквиум. Ако и на вториот колоквиум положен се смета од 51% нагоре, тогаш студентот се ослободува целосно од испит. Тука нормално после се додаваат и за редовност и за активност. Точно, се додаваат поените за редовност, за активност на час. Еве, кај мене настава по јазик обавезно домашни, која ќе им кажам на студентите домашни. Професорке, не сме во средно образование. Сте, кога се учи јазик, мора да се работи и дома, значи за тоа добиваат поени. Студенти кои се по-комуникативни во јазикот, презентираат, се разбира и по другите предмети, студенти кои редовно учат, самоволно си се јавуваат за презентации, тоа зборува за квалитетот на наставата, на професорот кој ги мотивирал студентите да се јават за презентации, бидејќи, верувајте, не е лесно еден бруцош да застане во амфитеатар пред 150 колеги и да зборува. Тоа не е лесно, а ние ги охрабруваме студентите тоа да го прават, бидејќи се знае дека во оваа глобализација, во ова општество на глобализација потребни се тие комуникативни способности да ги развиваме кај студентите. А посебно на странски јазик тоа е уште потешко. Колку вие сте задоволни од тоа колку е реален овај начин на оценување? Да имате совладано 51% од вкупниот материјал кој што го имате, па згора на тоа кога ќе се додадат тие поени за редовност и за некоја активност која што ќе ја пројавите, на крај да имате подобра оценка него она што тие 51% би ви донели. Па така, ако тргнеме дека секој студент има различни амбиции, некој доаѓа со цел да го положи испитот, некој сака да се издвои, нели, од групата па да добие повисока оценка, во секој случај 51% е како минимална граница за полагање на еден испит или колоквиум без разлика е сосема доволно. И нели кога ќе се додадат тие 20 поени, во случај во нашиот факултет се 20 поени кои се добиваат со активности, како семинарски работи, проекти, презентации и редовност, мислам дека студентот може да ја заокружи таа оценка која самиот сака да ја постигне, да ја добие, нели. Едно од клучните промени се чини која донесе болонјскиот процес е начинот на кој што се одговараат прашањата. Се напушти во најголем дел онај систем на претходно кој што се користеше, дали усмено или писмено буквално да се одговараат прашањата и се воведе овој систем каде што треба да се заокружи однапред, да се заокружи или да се избере однапред даден одговор. Колку и да е еден професор инвентивен, ми се чини во обидот, можеби да поставува трик прашања, па на студентот да му е потешко да го најде, буквално да го најде, не да го одговори прашањето, колку и да се инвентивни професорите, се чини сепак ќе поминат и такви студенти кои што по игра на среќа ќе погодат некое прашање, кое на крајот ќе се покаже дека е точно и покрај тоа што немале научено. Точно, знаете, студентите кои одат на испит има тука и знаење, но има и среќа, нели? Токму ова болонска декларација и болонската примена во високото образование ни овозможува во поголемиот број случаи формираме тестови, проверка на знаењето со заокружување, со дополнување, поминатој процес години наназад, кога ние им дававме на студентите да изберат 3 прашања од можни прашања, да извлечат 3 комбинации, па да зборуваат за тие 3 прашања, па професорот имаше можност при усниот дел да ги доиспрашува, да ги подиспрашува, да ги прошита по цел материјал и да ја створи, да ја создаде таа реална слика за знаењето на студентот, до кој процент е подготвен. Тоа сега го немаме. Пред се го немаме затоа што се нема време. Се има многу студенти, сепак потешката работа е на страната на професорот, затоа што професорот е тој кој треба да компонира таков тест кој не смее да му одземе на студентот колку време полагате? 45 минути, 60 минути, во 60 минути максимум треба за да предпоставиме првиот дел од материјалот за првиот колоквиум, така убаво да се компонираат прашањата, да може професорот да добие што подобра слика.
Но никогаш тоа не може да се спореди со онај начин кога усно ги испрашувавме студентите. Сепак, јас одделувам подолго време во создавањето на тестот, отколку подготовката на предавање. Верувајте, тоа е многу тешка задача и обврска на професорот. Дали вас ви се случило некогаш на некој колоквиум да едноставно да не го знаете или пак да не ви текнува можеби одговорот на некое прашање, па ете, по игра на среќа да го заокружите и на крај да испадне дека е точен одговор. Или пак можеби некои колеги ваши почесто да им се случува да поминуваат на тој начин? Почесто е се релативна работа, ама морам да признам дека се случувало, значи некогаш сите сме, никој не е безгрешен, значи некогаш не сме били подготвени, па ете среќата не послужила и сме го повадили прашањето. Не е дека инсинуирам дека со неколку среќно погодени прашања ќе стане можеби навика кај студентите да се обидуваат токму на среќа да го поминат колоквиумот или испитот, ама ако тежнееме кон образование кое што ќе ги образува всушност студентите, а нема да ги претвора во луѓе кои што како во обложувалница ќе се обидат да ја погодат вистинската комбинација на одговори и накрај да се молат дека ќе поминат, не треба ли да се исклучи целосно таа можност на среќа да се погодуваат прашања? Не, видете да ви кажам. Секогаш ќе постојат студенти кои ќе одат на среќа и студенти кои навистина учат за да завршат факултет. Тие што ќе одат на среќа неспремни, обично јас ги предупредувам. Не препишувајте од колегите, бидејќи не знаете дали колегите точно ќе заокружат. Можете заедно да одете во провалија. Ослонете се на вашите знаења. Тоа се онаа категорија на студенти кои доаѓаат, како што кажа Фросина, заради тоа само да се помине, 51%. Но верувајте, има и студенти кои на овие тестови покажуваат огромни знаења. Дури некогаш и ако на среќа или несреќа погрешат, постои повторна опција, кога ќе ги објавиме резултатите, студентите, оние кои навистина се грижат за завршната оценка, да дојдат, да пристапат кај професорот и да речат: молам, увид на тестот сакам да видам, јас сум сгрешил, дали можам некако да ги надокнадам тие изгубени поени? И тогаш професорот има право, негова волја е да му даде дополнителна семинарска работа, презентација повторно, за да може да се покрие тој недостаток, но зборувам само за она категорија на студенти кои се заинтересирани и сакаат да учат. Точно, со Болонската декларација ќе имаме и категорија на студенти кои ќе провејуваат само низ годините, низ факултетските години и на среќа ќе имаме и такви кои завршуваат, бидејќи тоа им го возможува системот. Дали е целосно имплементиран болонскиот процес? Или дали, не знам, дали тој предполага да сите испитувања или сите колоквиуми се спроведуваат на тој начин да се заокружуваат одговорите или да се дополнуваат, или пак се уште има некои примеси каде што се зема и каде што има и усно полагање? Има предмети и јас знам колеги кои сепак при некоја прилика ќе предложат дека усно ќе ги испрашуваат студентите. Значи, тоа не значи дека ние мораме постојано да ги следиме тие постулати, бидејќи имаме сепак, кажав и на почетокот, академска слобода. Право на професорот е како смета дека најдобро е да го провери знаењето на студентот. Може да се случи само усно да се повикаат, на дополнително усно испрашување, ако се сомнева професорот во заокружувањето на предавањата. Значи, сепак постои начин како квалитетно да се провери знаењето на студентот. Тоа е од страна на професорот зависи. Да се биде академски граѓани не е само некоја лесно стекната титула. Тоа е воедно представува и некоја обврска, вие критички да размислувате, јавно да ги артикулирате вашите ставови по било која тема. Од тука она што самиот болонски процес, односно начинот на кој што и се полага, и се учи, и се пројавува некаква активност на предавањата, нели остава некој простор за сомнеш дека студентите како студенти нема да ги развијат потребните вештини
или да ја надминат тремата или блокадата која што ја имаат за јавно да се произнесуваат и кај нив да успеете да го поттикнете тој начин критички на размислување. Ако земеме предвид дека најголемиот дел од прашањата се заокружуваат одговорите, а не се поттикнува можеби при самото полагање, не се поттикнува студентот да подлабоко можеби да размислува по прашањата. Игор, јас да одговорам или ти ќе одговориш? И двајцата. Добро. Па, видете сега, ја знаеме сите изреката Пантарей, се тече, се менува, значи ништо не е, секоја појава е подложна на промени, така и болонскиот систем, значи во текот на годините нормално ќе се усовршува, ќе се надоградува и ќе се дојде до некој, да кажам, до некој веќе повисоко ниво, мислам да ние да дојдеме до тоа ниво во европските земји, како на пример во Хрватска или Полска, каде што значи се применуваат значи како што кажа професорката, имаат професорите академска слобода. Начин на презентирање на темите, начин на комуникација со студентите, комуникација меѓу самите студенти, поттикнување на таа комуникација и соработка првично, значи како можам да кажам еден главен постулат кој беше забележан таму, значи тимска работа е многу важен дел во тој болонски систем и можам да кажам дека што се несува до Хрватска, односно Сплит, пронајдени се неколку алтернативни решенија за поттикнување на тој развој и на тој академски развој кај студентите и слободно размислување и можам да кажам европски начин на размислување. Професорке? Јас сум навистина радосна студентите како Игор, како Фросина и многу други кои очекувам да се јават во следните месеци при повикот за мобилност на студентите, да носат вакви демократски слободни размислувања. Тие научиле нешто. Факт е дека сето тоа ќе го пренесат тука кај нас, ќе го разговараат со колегите и самите тие се веќе амбасадори на некои нови промени. Амбасадори на нови сознанија, амбасадори како да се напредува во високото образование, како да се оди напред и како без никакво чувство на подчинетост, дека иако не сме се уште во европската фамилија, имаме право еднакво, како сите други европски универзитети, да сме на рамниште, бидејќи ние тоа го заслужуваме. Ние доаѓаме и носиме од самиот древен Охрид, каде што Свети Климент ги започнал првите на образби на своите ученици, ние треба да се гордееме со тоа и во ниту еден момент не смееме да потклекнеме. Така. И за крај, дали високото образование во Македонија создава вистински академски граѓани или пак само армија за окружувачи? Па јас сметам дека постои категорија на вистински академски граѓани, оние студенти кои си зацртале пред себе дека треба да завршат, но не само заради завршување, туку да си стекнат убав занает со кој ќе се гордеат и секогаш, како и во секое општество, ќе постои категорија на, како што кажав и претходно, студенти кои ќе си го завршат факултетот со среќа малку, со снаоѓање, ќе си добијат диплома и тие така ќе се движат и во животот. Значи, сметам дека постои сепак две категории на студенти. Така. Игор, Фросина? Може би ќе ми замерат колегите. Би имал една не забелешка, него надоградба на коментарот на професорката, значи точно е се што таа кажа, само што тие така ќе речеме ќе туркаат со факултетот до одреден степен, значи дека секој е способен да научи за една студентска шеска. Но ако и игра на среќа и снаодливост, како што кажа професорката, заврши под одредени околности факултет, тоа би имало краткотраен ефект, значи понатаму јас чисто се сомневам дека ќе може да се снајде во било кое општество. Така, како што кажа професорката, постојат две категории на студенти. За оние кои лична сатисфакција им е знаењето и успехот, имаме навистина огромни шанси.
не само преку Еразмус, туку и преку учествување на разни конференции во нашиот факултет, презентации и слично. Добро, јас ми останува да ви се заблагодарам за вашето денешно гостување. Јас искрено, професор, ке се надевам, ние се знаеме од многу одамна, меѓутоа се надевам дека токму вакви студенти и во иднина ќе излегуваат од нашите високообразовни институции, студенти кои што ќе знаат да ги артикулираат своите ставови и нема да подклекнуваат пред оние кои што знаат помалку, меѓутоа ја држат мојките во своите раце. Не само тоа, тие треба и да им бидат ментори на тие што подклекнуваат. Надеваме дека така ќе биде. Ви благодарам на тројцата. Благодариме и вас. Почитувани, тука некаде е крајот на ова издание на 99%. Може да слободно да останете на програмата на телевизија ТВМ со нашите содржини, со некоја нова интересна тема ќе се видиме веќе наредниот вторник. Пријатно.